Втора препорака Охридскиот регион да биде ставен на листата на светско наследство во опасност адресира УНЕСКО и во најновиот извештај, изработен врз база на мониторингот, кој реактивната мисија го направи во јануари минатата година. Мисијата заклучува дека активностите зададени во 2017 не се исполнети, како би се надминале ранливоста и заканите кои беа идентификувани. Постепената ерозија на атрибутите не беше сопрена. Се појавуваат нови проекти и планови кои го загрозуваат доброто и дојдовме до сознанија за нови закани. Евидентно е дека како резултат на значителни проблеми со управувањето и слаба имплементација на законите, доброто е со висок степен на ранливост. Сето тоа доведе до несоодветни интервенции, негативни ефекти врз градското планирање, предлози за проекти од големи размери што резултира во сериозно влошување на состојбата на урбаниот, руралниот и природниот пејзаж и клучните атрибути на исклучителната универзална вредност. Со тоа доброто, светското наследство на Охридскиот регион ги исполнува условите за впишување на листата на светско наследство во опасност, стои во најновиот извештај на УНЕСКО. Критики за ваквиот старо нов исход упатуваат и од граѓанската иницијатива Охрид СОС. Пред 2 години од Баку властите државни и локални се пофалија дека го спасија светското наследство, но наместо тоа на терен само ги манифестираат своите алчни коруптивни апетити за грабање и ништење. Ова скапо купено време го платија со плюс 2 години деградација на Охридското езеро, Галичица, брегот, живиот свет. Конечно маските се симнати и можеме да го видиме вистинското лице на носителите на јавни функции. Центарот за светско наследство констатира дека постоечките и планирани модификации и урбанизацијата ја интензивираат и онака ранливата состојба на регионот кон точката од каде што нема враќање, пишуваат од Охрид СОС. Локалната власт пак останува на ставот дека работи интензивно на спроведување на препораките на УНЕСКО и дека евентуалното ставање на листата на наследство во опасност не е национална трагедија. Уривањето на дивоградбите на плажите е доказ дека се работи на имплементација на планот за управување со регионот, потенцираат од општина Охрид.